Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечерва наша тема се Обединетите нации и конкретно кандидатурата на господинот Срđan Керим за генерален секретар на Обединетите нации, начинот на функционирање на светската организација, најавите за реформи, против кандидатите, начинот на гласање во првиот круг, очекувањата што може да се случи во вториот круг, целата процедура, од каде може да очекуваме поддршка за нашиот кандидат и теми поврзани со кандидатурата на Керим. Токму господинот Срđan Керим е мој и ваш вечерашен гостин во отвореното студио на телевизија Нова. Господине Керим, добро вечер и добро дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер и благодарам што ме поканивте. Најпрвин, вообичаено конкретно прашање, кои беа мотивите за вашата кандидатура за генерален секретар на Обединетите нации? Верувавте ли дека земја како што е Македонија, не многу голема или влијателна, би можела да издействува, да има свој човек на чело на светската организација? Пред се би сакал да кажам дека тоа е еден процес кој подолго трае и всушност започна во ноември 2014 година. Имено тогаш Источноевропската група, која е една од 5 регионални групи во Обединетите нации, а на која припаѓа Република Македонија, донесе заклучок дека треба да се обрати до членството и да инсистира, да бара овој пат генералниот секретар да биде избран од незините редови, значи од Источна Европа, бидејќи принципот на ротација по секој основ тоа го оправдува. До сега имаше генерални секретари 3 од Западна Европа, 2 од Азија, 2 од Африка, 1 од Јужна Америка, ни еден од Источна Европа. Со оглед на тој факт, беше извршена консултација меѓу председателот на Републиката, премиерот и министерот за надворешни работи и заклучено дека Македонија треба да излезе со кандидат, бидејќи слушнавме и разбравме дека и повеќе други земји од Источна Европа ќе излезат со кандидати. И како резултат на таа консултација и со оглед на фактот дека бев председател на Генералното собрание 2007-2008 година, а тоа е највисоката функција заедно со функцијата на генералниот секретар во системот, се дојде до таков заклучок и започна консултации. Заклучокот беше само да извршиме одредени консултации, особено со 5 постојани членки на Советот за безбедност, кои имаат право на вето, и потоа дефинитивно да се одлучи дали да се оди со кандидатура или не. Тој процес траеше цела една година. Значи од ноември 2014 до ноември 2015. Во рамките на тој процес на ниво на премиер, на председател, на министер за надворешни работи и јас лично, а најповеќе јас како потенцијален кандидат, се уште велам потенцијален кандидат, ги извршив тие консултации и заклучивме дека нема никакви пречки, ниту пак спротивставување од страна на овие клучни фактори и земји во Советот за безбедност и дури тогаш се донесе одлука за кандидирање и тоа се стори во декември минатата година, кога председава Соединетите американски држави со Советот за безбедност и на председателот на Генералното собрание, кој е од Данска, и на американците им предадовме кандидатура која беше официјализирана, така што од 31 декември минатата година станав и официјално кандидат, а потоа се приклучија уште 11 други, сега сме 12 кандидати. Убедени ли сте дека имате поддршка за да дојдете на оваа позиција и она што го спомена во прашањето, Македонија како држава дека може да дотурка до таму, имајќи го предвид и она што е познато од првиот круг, вкупниот број на освоени гласови
Исправете ме ако грешам, мислам дека Гутиереш од Португалија има најмногу добиени гласови, па потоа Данило Тирк, тука сте вие, бугарката Бокова. Видите, значи, Република Македонија, пред се, ако гледаме политички, па и на одреден начин меѓународно правно, е еден од основачите на Обединетите нации. Зашто Југославија беше еден од основачите од 51-та земја што ги формираа Обединетите нации 45-та година. Ние, Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, ја наследивме меѓународно правно и ги наследивме обврските на таа држава, долгови и разни други меѓународни обврски, а со тоа и правата. И едно од тие права е да се чувствуваме и да се третираме како земја основач. Без оглед на фактот што 93-та година формално бевме како Република Македонија примени. Туку зборувам преку процесот за сукцесија. Тоа е еден момент. Втор момент, веќе Македонија имаше председател на Генерално собрание. Имаше председател на Економскиот и социјален совет. Значи, на двете од трите клучни функции во системот и нема никаква причина да не веруваме дека имаме можност и прилика тоа да го сториме во случајот на функцијата генерален секретар. Што се однесува до првиот круг што го споменавте и резултатите, веднаш да ви кажам, системот е таков да има повеќе кругови на гласање. Нешто слично е како кај Формула 1, овие што се љубители на автомобилизмот ќе го разберат споредувањето. Првиот круг служи за позиционирање и се виде врз база на резултатот како е позиционирањето, кој е горе, кој е долу на табелата, што значи веќе има некои, да кажеме, проекции каков би бил можниот исход. И првите 6 од горниот дел на табелата сигурно имаат поголеми изгледи од вторите 6 во конечниот избор да бидат избрани. Што може да се очекува во вториот круг? Дали нешто се менува во начинот на гласањето? Збориме дека нема на конкретно гласање за и против, туку има поинакви формулации, поддршка, делумна поддршка и слично? Формулациите се следните. Буквално преведено, те охрабрувам, те обесхрабрувам и сум неутрален. Охрабрувањето е позитивно, неутралното знаеме дека неутрално, а обесхрабрувањето значи негативно, со други зборови ти се става до знаење дека не би требало да сметаш со конечен избор. Во тој дел нема разлика од првиот и вториот Нема, круг? во тој дел нема разлика. Единствена разлика која ќе настапи во текот на процесот после вториот круг, значи во текот на третиот или четвртиот, 5 постојани земји членки, а тоа се Америка, Русија, Кина, Велика Британија и Франција, можат да почнат да го потребуваат своето право на вето. Што станува со оние други непостојани членки кои што ротираат? Тие гласаат, имаат еден глас исто како и постојаните и вкупниот број на гласови ви се смета. Значи, минимум 9 гласа мора да имате за да се смета дека имате поддршка од Советот за безбедност, зашто тоа се 2/3. И со оглед на тоа треба да се очекува после вториот круг да почне раслојувањето. Некои да отпаѓаат и по првиот круг председателството на Советот за безбедност, во овој случај секој месец се ротираат председателите на Советот. Овој месец Јапонија председава до крајот, до 31 јули. Од 1 август презема Малезија, од 1 септември Нов Зеланд, од 1 октомври, кога ќе заврши процесот и кога ќе биде избран генералниот секретар, Русија. Значи, Јапонија се обраќа до кандидатите, особено до овие што се при дното, да ги запраша дали со оглед на лошиот резултат остануваат или не.
никој до сега се нема одјавено, што значи во вториот круг очекуваме дека ќе одиме пак со 12 кандидати. Ги споменавте петте постојаните членки на Советот за безбедност како држава и како кандидат. Можеме ли да говориме во моментов за котирање некакво кај тие држави, односно како Македонија и вие како кандидат сте позиционирани во однос на гласањето кое што ќе треба да следи, надевајки се да имаме прилика да збориме и за трети и за четврт круг? Како што стоја до сега работите, не очекуваме ни една од петте земји членки да го користи правото на вето во мојот случај, но тоа не значи дека и нема некоја драматична промена да има. Се е можно. Овој процес е неизвесен. Рековме, има повеќе кругови на гласање, ќе има групирање, регрупирање и со оглед на тоа ќе се мери кој има поддршка од повеќе страни, кој помалку, и тука почнува да се користи правото на вето со цел да се елиминираат одредени кандидати. Тоа сега не верувам дека и самите членки, петте овие постојани, би можеле во овој момент да ги прашате нив, да ви одговорат кој до крај ќе остане, кој не. Тие си имаат своји калкулации, но тие калкулации се уште се нивни, индивидуални. После тоа ќе настапи еден период кој ќе мора да ги споредуваат и да дојде до ситуација кога нивните интереси ќе мора на некој начин да ги усогласуваат. Од овие петмина кандидати кои што ги спомнавме вие, Гутиереш, Бокова, Јеремич, Тирк, петмина се од Источна Европа. Четворица. Четворица од петте. Во едно ваше интервју за Time велите дека тоа треба да биде доволен индикатор. На што точно мислите? Па видите, да ви кажам, овој процес е изборен процес, има комплицирана процедура, може би прекомплицирана, тајно е гласањето, опречни се интересите, секој тргнува од некоја своја преговарачка позиција, но мора да се земат и обзир и некои политички критериуми кои се издржани, кои не може да се игнорираат, се и да се сака. Два беа клучни од почетокот. Едно беше дали женско или машко, и цело време се инсистираше на тоа жена, меѓутоа резултатот покажа нешто друго. Од првите 5 само една е жена, 4 се мажи. Што значи превлада другиот принцип да се избере најдобриот кандидат, а не однапред да се определиме за жена или за маж. Тоа е важен момент. Друг важен момент, имаше опречни размислувања околу почитувањето на принципот на ротација. Не само нашата источна европска група, туку и азиската група и африканската група, кои чинат две третини речиси на членството, во секој случај многу повеќе од половина на членството, тие се исто за почитување на принципот на ротација. Што значи, и резултатов на гласање тоа го покажа, дека од петте, четворица се од Источна Европа, значи тој политички критериум се пробива само од себе, и затоа ги спомнав тие два момента, затоа што секако се релевантни во политичките проценки на земјите членки кои гласаат. Благодарам за овој дел од разговорот. Одиме со кратка пауза за реклами, па потоа повторно се враќаме во студиото. Почитувани, останете со телевизија Нова. По куса пауза се враќаме повторно во студиото со разговорот со господинот. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова. Го продолжуваме разговорот со господинот Срđan Керим околу кандидатурата за генерален секретар на Обединетите нации. Господине Керим, во вториот дел од разговорот можеме ли да објасниме како оди процесот на представување на програмата на кандидатите кои што претендираат да бидат генерален секретар на Обединетите нации и што
да речеме, општо земено содржи вашата кандидатура, потоа ќе одиме и нешто поподробно до на што успеав да го прочитам за вас како ја замислувате светската организација пред ова интервју. Добро е што го поставивте ова прашање, зашто тоа е всушност клучното прашање. Бидејќи секој кандидат се проценува пред се преку неговата програма, манифест или што и да е, што го нуди како таков. Јас во мојот пристап се определив за една, да кажам, долгорочна програма која се базира врз консултации со членството. Целото членство го консултирав во фазата на подготовка на моето манифесто, на мојата програма. Тој процес траеше цела година. Значи, цела 2015 година беше употребена за консултации со членството во разни форми. Преку средби со регионални групи, преку билатерални средби, преку средби со групации, например со Арапската лига, со африканските земји, со Европска унија, со сите тие познати политички групации во светот. И врз база на тие консултации настана документот наречен манифесто, а има и наслов Нови хоризонти. Со насловот Нови хоризонти практично сакав да најавам дека на Обединетите нации им е потребно отворање на нови хоризонти. За да бидат оспособени Обединетите нации да ги отвараат тие нови хоризонти, тие мораат пред се самите себе си да се реформираат. Значи, потребно е да се избере генерален секретар кој има јасна визија и концепт како да го промени управувањето со системот. Бидејќи не треба да забораваме, се избира генерален секретар на Обединетите нации, не генерален секретар на светот. Значи, тој или таа не треба да си замислуваат дека ќе управуваат со светот. Ќе управуваш со една и ќе бидеш на чело на една меѓународна организација. Универзална, најзначајна, централна во системот на мултилатерални односи во светот. Второ, ќе управуваш со организација која има своја повелба. Значи, треба да се почитува се она што се темелите и повелбата на самата организација. Трето, генералниот секретар често пати во кулуарски расправи во Обединетите нации се велеше дали е повеќе генерал или повеќе секретар. Според мене, тој е генерал во однос на армијата на 40.000 луѓе вработени во системот кои се дел на секретаријатот на Обединетите нации со кој раководи генералниот секретар. А секретар во однос на членството. И на Генералното собрание, и на Советот за безбедност. Значи, тие две компоненти треба да се укомпонираат на тој начин. И четврто, конечно, генералниот секретар треба да ги мобилизира земјите членки во имплементацијата, во спроведувањето на неговата програма за реформа на управувањето со системот. А тука има многу фалинки и многу терен за работа. И тоа е многу тешка, многу напорна работа. И во таа смисла јас поставив одредени таргети во мојата програма и им ги понудив на земјите членки, укажувајќи дека во тоа ја гледам и својата судбина како генерален секретар. Ако можеме во тој мандат што трае 5 години, со право на реизбор за уште 5 години, да ги истуркаме тие работи, тогаш сум на располагање. Ако не, сам ќе си замина. Не треба никој ни да ме опомене, ни да ме напомене, а најмалку би сакал да калкулирам со првите 5 години за да бидам реизбран уште еден мандат. Нема време организацијата за тоа, ниту па меѓународната ситуација тоа го дозволува. Премногу има проблеми
преголема нестабилност во светот, премногу конфликти и се множат, за да организацијата биде по страна или истуркана на страна. Ги споменавте, да, продолжете. За да може да биде способна сите своји цели да ги реализира, мора системот на управување по радикално, по-систематично да се измени и тоа е мојата алфа и омега во случајот на тоа да добием шанса и мандат. Ги споменавте конфликтите. Каква е улогата на Организацијата на Обединените нации за подобрување на животите на луѓето токму во оние конфликтни подрачја во кои што живеат? Видите, Обединените нации имаа поставено така наречени милениумски цели. Најголем дел од тие цели се оствари, но еден исто така голем дел не се оствари. Борбата за против сиромаштијата ни од блиску не е завршена. Преку милијарда луѓе живеат на прагот или во сиромаштија. Од тоа 500 милиони во Африка, 500 милиони, речи си 500 во Азија и во други делови на светот. Ви имате и во Европа делови кај што луѓе живеат на прагот на сиромаштија. И кај нас на Балкан. Според тоа е едно многу сериозно прашање. Второ сериозно прашање во тој контекст на остварување на тие цели е прашањето на образованието и на здравството. Вие не можете да обезбедите на луѓето квалитетен, пристоен живот ако немаат стандарди на здравство и образование, едукација кои им овозможуваат да бидат равноправни со другите, особено со овие доразвиениот дел на светот. Значи, сите тие прашања бараат, целите се поставени, исто така климатските промени. Имаме договор од Париз, сега постигнат, кој е на вистина големо пробивање во вистинска насока и историски, би рекол, значаен, но за да се реализира тој договор, да се реализираат целите што претходно ги спомнав, мора системот подобро да функционира. Буџетот порационално да се троши, да се затвараат представништва, репрезентативни офиси, многу други некои делови од системот кои се непотребни, со цел не само да се заштедат пари, туку тие пари да се насочат во проекти за развој. Значи, треба да се има осет да се управува со организацијата не како политичка само, туку и како да е корпорација. Не сакам да ги вулгаризирам работите, да кажам дека сега тоа е некоја деловна организација, не, но и тука се работи со пари. Се оперира, што значи ќе мора да се порационално, по-паметно, поефикасно трошат средствата и затоа инсистирам на тој дел на управувањето со организацијата како клучно прашање и за реализација на сите други цели. Во контекст на ова што го поставив како прашање за конфликтните подрачја, каква е улогата и позицијата на Обединетите нации во светската борба против тероризмот, значи тероризмот во светски рамки? Видите, тероризмот е поврзан феномен со други, пред се со конфликтните жаришта низ светот. Од каде се генерира? Од тамо кај што има конфликт, кај што има војна. И од тамо после се шири како метастаза низ сите региони во сите насоки. Мора да се има иницијативност. Не е доволно генералниот секретар само да поднесува извештаи до Советот за безбедност. Генералниот секретар има право според повелбата по член 99 да му се обраќа на Советот за безбедност и да му обрнува внимание на некои проблеми во светот, да ги идентифицира, да ги изложи. И јас мислам дека таа функција треба многу повеќе да биде искористена. Генералниот секретар мора да биде многу повеќе видлив и да игра активна улога во иницирање. Тоа не значи дека сите негови иницијативи и предлози ќе бидат прифатени, ниту па ја имам таква илузија, но сепак е едно да идеш со иницијативи, со предлози на решенија кон земите членки, кон Советот за безбедност, а друго е да се криеш зад нив и да возиш во нивна сенка
и сите да бидеме среќни и задоволни, а да гледаме светот низ какви тешкоти и турбуленции поминува. Сметате дека досега се стоеше понастрана, се предлага одредени решенија, меѓутоа немаше конкретни потези од Обединените? Мислам дека недоволно се модерираше и недоволно се, видите, сите знаеме. Улогата која што требаше да врши организација. Сите знаеме дека Соединетите Американски држави и Русија сериозно се судираат во Обединените нации по многу прашања. Сирија, Либија, поред да не ги не. Тука е и Кина, тука се и други фактори. И сега се постава прашањето што треба да направиме, да го оставиме тоа така спонтано да тече од недоглед или некој да ја игра таа улога што му е и доделена, впрочем, со повелбата, што ќе ни е тогаш генерален секретар? Ако тој нема иницијативи и осет, земите го блискоисточниот проблем. Палестина и Израел. 68 години трае тоа. Без решение. Дали треба да продолжиме малодушно да го следиме тоа и да се навикнеме дека тоа ќе трае уште 68 години, или треба со разни иницијативи, договори, предлог, решенија да се решава тој конфликт. Значи, треба едноставно еден многу активен, конструктивен и, што е најважно, однос на база на доверба. Генералниот секретар, ако и служи на организацијата, а не на поедини земји или поедини групи на земји, и себе си на организацијата ќе направи извонредна услуга, а и на самите земји. Не може да биде со сите добар и секогаш за сите добар. Мора и да им се замери. Но тоа да биде на врз принципиелни прашања, на принципиелен начин и со аргументи. Животот, впрочем, тоа го налага како правила. Луѓе што имаат аргументи, што знаат да ги постават работите, што имаат познавање на работите, тешко можете да ги турнете на страна и да ги елиминирате. Можеме ли малку да демистифицираме таа позиција на генерален секретар на Обединените нации за нашите гледачи, за јавноста? Кои се неговите ингеренции токму во овој дел кој што вие го споменавте во однос на земјите членки? Во кој дел може да предлага иницијативи? Во кој дел може да се вмеша во одредени проблеми во светски рамки, вклучувајќи, не знам, тероризмот во светски рамки, борбата против справувањето со климатските промени, сиромаштијата и слично? Која е точно улогата на генералниот секретар, позицијата во однос на земјите кои што партиципираат во Генералното собрание? Улогата на генералниот секретар е повеќе кратна. Пред се треба да има осет, политички рефлекси и познавање на светот на начин да веднаш и меѓу првите почувствува и идентификува некој проблем. А не да биде меѓу последните, која сите веќе ќе го препознаат проблемот. Значи, ти треба да го препознаеш пред другите. Тоа е уметноста на политиката и тоа е авторитетот на личноста и на организацијата. Ако те видат дека си таков, поинаку ќе те гледаат, отколку ако те видат дека секојаш си на опашката. Или близко да не. Тоа е прво. Второ, штом имаш сознанија такви, треба да понудиш за разговор прашања. Релевантни, не само за идентификација на проблемот, туку и за начинот како да му се прииде и пристапи за решавање. Трето, да иницираш преговори, зашто имаме коалиција од 193 земји, у Советот за безбедност од 15, у Генерално собрание 193 и плюс 5 постојани членки. Значи, треба да им нудиш предлог решенија, иницијативи, како што реков преди малку, да не се повторувам. Четврто, треба да ги туркаш тие преговори, да ги модерираш што побрзо да се завршат. И пето, што е најважно, во спроведувањето на одлуките што ќе се донесат заеднички, да бидеш на чело. Да изградиш таков ефикасен систем на секретаријат, за да изградиш таков систем во секретаријатот, на чие чело си, како генерален секретар, и реков, тоа е армија од 40.000 луѓе. Ти треба
да ги научиш две работи. Да им даваш со сопствениот пример. Од сопствениот пример нема по-убедливо средство и оружје. Првата работа е да им кажеш дека тие се тука да им служат на земите членки, не обратно. А ние, за жал, во Обединетите нации сме фрустрирани од тоа што гледаш дека наместо секретаријатот да им служи на земите членки, обратно. Бирократијата се наметнала толку да сега сите на неја и се подредуваат наместо обратно. И второ, јас барам и почитувам луѓе во тим, а се работи во животот тимски, кои ќе ми нудат секогаш одговор на прашањето како нешто може да се заврши некоја работа, а не зошто не може. Значи, тоа не доаѓа во обзир. Штом некој почна да ми кажува зошто нешто не може да се заврши, ја веќе тој не го сметам за релевантен, ниту па за човек што ми треба во тимот. Само оној што ќе ми дава одговори како да се заврши работа. И тоа исто недостасува во Обединетите нации, и тука мислам дека генералниот секретар мора една активна, оперативна улога да има. Во вашето интервју за Time велите мора да има реорганизација во Советот за безбедност. На што конкретно мислите, на проширувањето и на правото на вето? И на едното и на другото. Значи, кога бев председател на Генерално собрание 2007-2008, тоа прашање цела година, мандатот трае на председателот една година. Единственото прашање што ката дневно го следев и се занимавав со него, дење ноќе, беше реформата на Советот за безбедност. Зашто тоа е едно од круцијалните, виталните прашања, кај што има и најголеми судири на интереси. Од една страна ги имаш 5 постојани земји членки, кои се многу во однос на тоа прашање сензибилни и нелесно се сложуваат со се она што се предлага, и од друга страна имаш земји како Индија, Германија, Јапонија, Бразил, други, да не ги набројувам, кои инсистираат што поскоро да дојде до таква промена. Да не заборавам африканските земји. Африка нема 53 земји членки се, нема ни еден во постојаните од Африка. И Африка го смета тоа за голема неправда и има право на некој начин, затоа што целиот континент не е застапен. А сепак оваа Африка денешна не е она Африка од пред 50-60 години, кога половината и повеќе беа земји колонии. Тоа се сега рамноправни земји членки на Обединетите нации, имаат своја голема регионална организација, Африканската унија, се политички фактор во светот и нормално дека инсистираат на нивното легитимно право. И сега прашањето е како да се оствари тоа право. Преку проширување на Советот за безбедност секако, само што тоа проширување мора да биде договорено. Сметате дека има волја за тоа? Сметам дека начелно има волја, само има разлики како и во кој степен да се изврши. И тука сега треба пак една виртуозна дипломатија, да се направи еден компромис што ќе ги задоволи и едните и другите, и оние што се за статус кво, и оние што сакаат промени, а да не биде преку прегласување. Јас сум противник на тоа. Сметам дека клучните одлуки во Обединетите нации што засегаат повелбата и што менуваат, да кажеме, стратешки односи во самата организација, треба да бидат донесени со договор, со консензус. И втората димензија, ја спомнавте во прашањето, тоа е подобрување на ефикасноста на работењето на Советот за безбедност е можна и преку поинакво користење и модалитети на правото на вето. Тука имам ја некои предлози, сум ги дискутирал со постојаните земји членки. Не би сакал сега во јавноста да ги преюдицирам, да ги изнесувам кога сум се уште кандидат и само кандидат, но имам конкретни дури и формули разработено како би можело тоа право да се користи, а да помалку го блокира самото работење и функционирање на Советот. И мислам дека и со такви предлози е крајно време да се излезе, зашто
Значи, подобрувањето на ефикасноста на Советот за безбедност треба да се обезбеди од една страна преку проширување, од друга страна преку поинакво користење на правото на вето. Во вашето обраќање на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединените нации иницииравте резолуцијата 62-557. Сметате ли дека за одредени осетливи политички одлуки во Обединетите нации е потребен и консензус? И дали и за ова прашање сметате дека има потребен степен на волја и подготвеност кај членки? Токму таа резолуција што ја цитиравте е најдобар доказ дека и најсложените одлуки во системот може да се донесат со консензус. Тука беше донесена одлука која беше преломна точка во процесот на реформирање на Советот за безбедност, затоа што 17 години се вртевме во круг во Обединетите нации, се водеа разговори околу реформата, но не и преговори. А разговори и преговори, тоа е огромна разлика. Зашто разговори може да се водат бесконечно, а преговорите кога тогаш треба да донесат резултат. За да се помине од разговори на преговори, беше потребна оваа резолуција и ја донесовме во последниот ден на мојот мандат. Цела година ја подготвувавме. Пак беше принципот што ви го спомнам на самиот почеток на разговорот. Консултации, консултации, консултации. Во Обединетите нации има две непишани златни правила. Едно е каква год одлука да имаш и најгенијална, ако не е донесена врз база на претходни консултации, ќе ти пропадне. Баш заради тоа што никого не си консултирал или недоволно си консултирал. И второ златно правило е во Обединетите нации да знаеш точно кога кој чекор ќе го изодиш. Таму одлуките се носат чекор по чекор. Скокови нема. Ако скокаш, ќе паднеш во дупка, во амбис. Ви благодарам и за овој дел од разговорот. Одиме со втората кратка пауза, па повторно се враќаме. Почитувани гледачи, останете со телевизија. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова со разговорот со господинот Срđan Керим. Господине Керим, застанавме пред она прашање кој што сакав да ви го поставам околу менаџментот во рамки на Организацијата на Обединените нации. Сметате ли дека се потребни и овде се неопходни реформи и на што точно мислите, во кој дел треба да се извршат промени? Да почнам со една напомена. Значи, реформата на менаџментот или управувањето со организацијата не е цел сама за себе. Таа е услов за да поставените цели стратешки на Обединетите нации се реализираат. Тоа е како напомена. А сега да кажам што мислам кои се петте услови да успее таа реформа, зашто не е доволно во животот да кажете сакам реформа и ќе поставам реформа, туку стварта е да успее. За да успее, тоа веќе го спомнав, самиот генерален секретар мора да има кристално јасна представа што тоа значи. Каква е таа програма и низ што све треба да се помине. Во тој контекст сакам да спомнам дека веќе сега сегашниот актуелниот генерален секретар Бан Ки Мун има донесено одредени принципи, програмски елементи на таква една реформа кои треба сега да се спроведуваат. За да се спроведат од сега понатаму, треба првиот ден во мандатот на новиот генерален секретар тоа да започне. Тоа значи да се направи совет на амбасадори, земји членки, со кои ќе соработува генералниот секретар и неговиот тим во спроведувањето на реформата. На тој начин ќе ги вклучиш активно земјите членки и ќе ги вовлечеш во одговорност. Второ, во тој контекст, во секретаријатот, кој реков е гломазен, огромен, треба да ги идентифицираш оние пунктови и оние луѓе кои ќе ја водат таа работа. Значи, требаат фокални точки кои ќе ја спроведуваат реформата и кои ќе бидат постојано
уз кабинетот на генералниот секретар и под негов надзор. Во тој контекст, заменик од генералниот секретар, што е важна функција во системот, мора да биде задолжен за таа проблематика, за менеджментот. И директно да му реферира на генералниот секретар. Понатаму, многу е важно да се вклучат синдикатите. Постојат синдикати на вработени и тие мора да имаат активна улога со нив да се разговара. Тоа е, впрочем, една од моите цели во програмата и најави. За да ги и тие луѓе мотивираш и мобилизираш и да им ставиш до знаење дека ти немаш априорно негативен однос кон нив, но исто така не им даваш ни кредит, туку само оној што ќе биде способен да се вклопи во тие процеси на реформи, може да обстане. А тоа не значи секој. Некој ќе мора и да отпадне. Така да луѓето бидат мотивирани да не живеат постојано во уверување дека тоа им е од Бога дадено и може така да си тераат у недоглед. Ја тоа сум го правил во разни прилики, во разни системи, и во влади која сум бил член на влада, и во дипломатија која сум водел амбасади, и во бизнисот која сум водел фирми, и знам многу добро што тоа значи и како тој дел се менаџира. Така што исполнувањето на овие услови го сметам како клучно за успешност на таа реформа, а по неа и ќе барам од членството да ме мери. Господине Кирим, изминатиот период светот и особено овој регион овдека, Западниот Балкан, вклучително и Република Македонија, се соочија со еден огромен предизвик наречен мигрантски бегалска криза. Сакам да ве прашам, кои се ингеренциите, надлежностите, моќта на Обединетите нации за делување на овој план во светски рамки, во однос на регулирање на патеката на движење, намалување на последиците на оние напливи на мигрантски бегалски бранови во светски рамки, последиците кои ги трпат земјите од регионот, особено Република Македонија. Бевме изложени на огромен број на бегалци мигранти кои транзитираа низ државава. Ајде најпрво да видиме кои се надлежностите на светската организација, па потоа и оној дел кој се однесува на Република Македонија. Да, се согласувам со вашиот пристап да ги систематизираме работите. Значи, еве излезе среќна коинциденција што тоа прашање го поставувате токму денес, а денес има Генералното собрание донесена одлука за кооптирање на меѓународната организација за мигранти во системот. Тоа е многу важно, затоа што во бегалскава криза и сите овие кризни елементи околу миграцијата, миграцијскиот бран, која заплюснува и Европа, и Азија, и Америка, констатиравме дека координацијата меѓу меѓународните фактори е слаба, недоволна и лоша. И токму тоа беше еден од тие моменти и сега со интегрирање на меѓународната организација за мигранти во системот на Обединетите нации, тоа ќе биде многу поедноставно и многу е важно. Значи, таа координација. Второ, координацијата меѓу системот на Обединетите нации и регионалните организации. Во конкретниот случај, бидејќи ние сме во Европа, меѓу Европската унија и Обединетите нации. И тоа е многу важен фактор на менаџирање на кризата на бегалци. И трето, мора да се каже политичката волја на земјите кои се засегнати и начинот на кој им се презентира целото прашање и тој проблем. Тој проблем не е настанат спонтано. Прво, мораме да бидеме свесни на нешто. Ние сме од Македонија. Ние сме традиционално земја и подрече кај што сме имале емиграција. Нема човек кај нас во Македонија кој нема во семејството барем еден што отишол, заминал или в Австралија, или Канада, или Америка, или не знам каде. Швајцарија у поново време, или во Западна Европа. Отидоа многу. Што значи треба да имаме сензибилност кон тоа. Самите сме биле. И зошто тоа било, и тоа знаеме. Тоа било после војни,
предвојни, значи тешки трауми кога населението доживувало. Тоа било кога владела сиромаштија, немаштина. Значи, луѓето у нужда тоа го прават. И тоа голема, животна. А секој човек на оваа планета има право, еднакво право, на подобар и добар живот. Достоен на човекот. Значи, треба со тие очи да се гледа прашањето. А не само со тоа кои се овие. Така вулгарно да кажа. Не може така кои се овие. А кои бевме ние? Што се случуваше у поранешна Југославија која се водеше војната? Колку дојдоа луѓе од други делови на Југославија, Македонија? И ги примивме, и живееме, и нормално. Работата е тоа да не ти се случи тоа. Ако веќе се случува, мора да има некоја доза на солидарност. Но, од друга страна, не може тоа... Да, нормално, тоа сакам да кажам. Значи, таа солидарност не може да биде бесконечна и диспропорционална. Македонија може толку колку што може. И Македонија се справеше извонредно со оваа криза, со оглед на тоа дека беше постојано под притисок. Стана еден од главните коридори. Бевме ли оставени во еден период на цедило самите да се справуваме со овој? Па самата Европска Унија си призна дека не беше искоординирана, немаше единствена политика и како дел на тоа, како неснаоѓање на меѓународните организации, ние станавме, да така кажам, бевме вовлечени во еден проблем. И се справевме колку знаеме, колку умееме, колку можеме, со сето право да ја заштитиме и државата, и мирот, и безбедноста, и се она што е дел на една суверена држава, но од друга страна и да покажеме солидарност со тие луѓе, бегалци, кои се у трагична ситуација. И сега, кога ги спомнуваме, треба нешто друго да се каже. Тоа е дека проблемот е поширок. Значи, треба да ги гасиме пожарите во Сирија, во Либија, во Јемен, во сите овие земји околу нас, Ирак, нестабилен, формирање на тој калифат, исламска држава, терористичка. Сето тоа се елементи кои предизвикуваат и стануваат генератори на една ваква криза на бегалци, што значи треба да се справиме тамо. Замислите како е во Либан. Либан има толку бегалци колку има населени. Турција и така натаму. Сето тоа мора да се решава во една добро организирана координација и кризен менеджмент на Обединетите нации со регионалните фактори и мислам дека тоа е една од приоритети. Впрочем, во мојата програма во манифестото, тоа е една од 5 приоритетни точки за кои јас сметам дека Обединетите нации мора да дават конкретни резултати. Држава есенва може да се соочи со нов бран мигрантски бегалски, барем така се најавува, септември, октомври. Сметате ли дека докажавме дека имаме капацитет и ресурси ефикасно да се справиме, при тоа граѓаните, како што одредени представници на државниот врв изјавуваат и да не почувствуваат всушност колкав број на мигранти бегалци транзитирале низ Македонија, да не се загрози безбедноста на граѓаните во Република Македонија и граничниот појас да се контролира ефикасно. Имајќи предвид дека добар дел од оние бегалци дојдоа токму од земја членка на Европската Унија. Да, односно преку земја членка. Преку. Значи од една земја членка на Европска Унија кон другите. Ние бевме транзит. А ние бевме транзит, ние бевме некој коридор помеѓу нив. И пак ќе се вратам на тоа. Лошата координација, различните политики, неусогласеноста во Европската Унија го зголеми проблем, наместо да го намали. Плюс, во таа поделба, која зборувам координација, поделба на улоги, мора да се знае кој што има, кој што нема. Европската Унија немаше таков кризен менеджмент, не ја знае експертизата како да се справи со такви кризи, али имаш пари. Значи мораш да ги даеш парите. Обединетите нации имаат комесаријат, па затоа викам. Значи нешто мораш да даеш, она што имаш тоа даваш.
Комесаријатот на Обединетите нации за избеглици и Меѓународната организација за миграции ја имаат експертизата. И требаше нормално тие фондови, тие средства да се пренасочат кон нив, да им се обезбеди начин за што тие знаат како да конструираат населба у рекот 2-3 дена, 5 дена. Ти не можеш да чекаш една година да направиш на луѓето населба со санитарии, со се она што им треба, а не можеш да ги третираш како да се животни. И иако сме 25 Па и да се животни, години тоа не може да се. Како држава имаме релативно силно искуство во однос на бегалски кризи, имајќи го преди тоа што се случи 99 кај нас. Токму така. И тогаш Македонија покажа голема солидарност и разбирање, но тогаш ја бев амбасадор во Германија и ги будев од 1 изутрина до 5 пола германска влада. Крајно непристојно и агресивно, им вртев телефони, се буде, не може да се начудат. Им реков, сега не можеме да спиеме овде у Германија, бидејќи Македонија е пред колапс. Зашто 50.000 бегалци у Македонија, тоа е ко 8 милиони у Германија. Имавме 250-300.000 бегалци, повеќе од 10% од вкупното население во Токму Македонија. така. И тогаш се мобилизира германската влада, канцеларот Шредер, министерот за одбрана Шарпинг, Министерството за надворешни и веднаш ги активира авионите, санитетот, војската да донесат овде се што треба, опрема, да помагаат да се реши ситуацијата. Зашто тој проблем не е наш проблем, тој е заеднички проблем. И токму затоа овакви ситуации не е само до таа земја, значи конкретно до Македонија, туку сите меѓународни фактори кои се дел на тој кризен менеджмент мора да имаат свој удар, конкретен и одговорност. Се согласувате ли со она гледање на работите Македонија ќе пропушти онолку бегалци на својата територија колку што таргетот западните европски земји на оние мигранти можат да примат? Па ние мораме да се искоординираме со нив. Не можеме ние сами за себе тоа да го правиме и според наши проценки. Тоа мора да биде поврзано за капацитетот на прием од страна на земји како што се Австрија, Германија, Франција и така натаму, Скандинавија. И само така тоа може да функционира. Инаку, ако не функционира така, ако тие затворат, тогаш ќе останат тука. Ќе останат Србија, ќе останат на овој простор, а тоа не е целта. Нити па тие луѓе тоа го бараат. И затоа е нормално да се искоординира и мислам дека Македонија доста успешно и систематски и тоа го правеше во договор со Австрија, со Унгарија, со сите оние засегнати земји, со Хрватска, со Србија, сите што се на тој пат. И системот на подигнување огради како мерка на заштита, сметате дека постигна резултати, имајќи ги предвид оние разграничување економски мигранти, мигранти од земји кои што се зафатени со воени конфликти? Па видите, тоа е најтешкото прашање. Како вие можете онолкава маса на луѓе да идентификувате, а има и терористи, да се разбереме и се покажа. Се меѓувреме имаме и докази, значи више не шпекулираме, туку имаме докази дека меѓу нив се инфилтрирале и терористи. И затоа, што ја има таа безбедносна димензија проблемот, треба многу внимателно да се работи. И тие жици кои се несреќна работа, јас сум противник на тоа потсеќа и на некои многу лоши времења од нацизмот и така натаму, беа нужно зло од целава ситуација, затоа што немаше координација. А суштината на проблемот, да се вратиме пак на почетокот на вашето прашање, Европската Унија мора да најде начин незините надворешни граници да станат надворешни граници на Унијата, а не на земјите кои се засегнати. Тој синдром Лампедуза и островот у Италија, тоа не заборавна работа. И на тоа искуство треба да се учи. Не може тоа да се сведе на Лампедуза и на Италија. Значи, целата Европска Унија мора да се организира така да надворешните граници да си ги штити.
Ви благодарам и за овој дел од разговорот. Одиме со последната куса пауза за рекламен блок и се враќаме со последните прашања, конкретно поврзани со актуелната политичка ситуација во Република Македонија. Станете. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова со последниот блок од разговорот со господинот Срđan Керим, македонски кандидат за генерален секретар во Обединетите нации. Господине Керим, неизбежно е да ве прашам и за актуелната политичка ситуација во Република Македонија. Кандидат сте за генерален секретар на Обединетите нации и од таа позиција, но и како граѓанин, како гледате на целава политичка ситуација? Веќе година и пол, две живееме во турбулентно, мачно време на политичка криза, на жестока конфронтација на власта и опозицијата, се надзира разрешницата која што треба да следи преку дефинитивно прочистување на избирачкиот список, надлежностите на Државната изборна комисија, реформите во медиумите, ингеренциите на министерот за внатрешни работи, на експертска техничка влада, па се до најавите за нови предвремени парламентарни избори во декември годинава. Како гледате на целата таа ситуација? Па најпрво да кажам дека не треба да забораваме дека Македонија е 25 години независна држава со устав и уставен поредок кој почива врз демократски основи. Значи, еден нов, сосема нов, различен квалитет во однос на она што беше претходно, додека беше Македонија дел на Југославија. Вакви кризи се дел на демократскиот развој и на демократијата. Не е тоа нешто специфично за Македонија. Не, меѓутоа, може би е најголемата нежестоката иземајќи она од 2001 до денес. Па, добро, не е прашањето на интензитетот на кризата, прашањето е да не правиме сега бауч од нешто што е составен дел на развојот на една демократија во цел свет. Помнете у Италија какви се кризи имала. Со убиства на обвинители, со учество на мафија, со што све немало у развојот на италијанската држава и демократија. Да не зборуваме за Грција, државни удари, промени, беше кралство, па стана република, па имаше пуч, па беше хунта. Значи, зборуваме за нашата околина, не зборуваме абстракции, сега некој како да е Македонија на некоја друга планета. Значи, у нашето окружување имало тешки. За Србија да не зборуваме. Сите, Бугарија, сите поминувале низ такви премрежја и кризи и сега поминува и Македонија. Она што е битно за оваа криза сега е што побрзо, поскоро да се направи договор да се организираат избори за да имаме една признаена легитимност на власта. Која год да е власт. Да пуштиме граѓаните тоа да го одлучат. Како и до сега што го одлучувале. Тоа е многу важно. Второ, во тој контекст, мислам дека со тие избори повеќе прашања ќе се решат и дилеми. Прво ќе видиме кој на вистина има доверба од народот да владее со државата, а кој не. Второ, ќе извадиме економијата од оваа нестабилност у која влезе и нарушување на стабилноста, така би рекол попрецизно, поради оваа политичка криза. Трето, не треба да забораваме, ние не сме сами на овој свет. Не гледа, не наблюдува цел свет. И за надворешниот имидж на Македонија, за нејзината стабилност севкупна, е многу важно институциите да функционираат и нивната легитимност да биде признаена и прифатена. Не можеме стално да идеме од циклуси
легитимни се, нелегитимни се. Ако ние сами ги рушиме тие институции, се постава прашањето, па како ќе ги изградиме, рушејќи ги постојано? Сега некој може да полемизира па да ми каже, па да, треба да ги срушиме до крај, па да правиме нови. Тогаш ја ќе реплицирам, извинете, па каква е тоа тогаш демократија? Ако ние треба да ги рушиме институциите до крај, до темел за да правиме нови, тоа не е демократија. Тоа е во тоталитаристички режими и слични ситуации неопходно. Меѓутоа, во нашиот случај, тоа апсолутно не е неопходно. Пак ќе кажам, некој нема со тоа политички се сложи, ќе не е точно. Ние сме таков режим. Тоа е стварна политичка перцепција. Нека некој гледа така, ја така не гледам. Моje право е да си кажам како јас гледам, негово право да си каже, па ќе се расправаме каде? Не на улица, во парламентот. Он со неговото право, јас со моето, ќе излеземе пред граѓаните, ќе се кажеме секој својата вистина, своето гледање, па нека кажат граѓаните кој е кој од целава приказна, а не по улици да се расправаме и на крајот со насилство се да се заврши. Тоа би било најлошото сценарио и тоа дефинитивно би наштетило сериозно на Македонија на нејзиниот меѓународен имидж. И уште едно прашање за финиш на овој разговор, она што не измачува веќе 20 години спорот за името со Грција и од позиција на кандидат за генерален секретар на Обединените нации, но и на граѓанин, пак ќе кажам, на Република Македонија, како гледате на тоа, дали има шанси да има некои придвижувања во овој спор, дали имате одредени информации, дали оној период на избори и нестабилност на актуелна влада во Република Македонија, на старо правило да нема никакви поместувања, разговори, преговори во предизборен период, важи и сега, и дали вашата кандидатура, евентуално вашиот избор за генерален секретар би продуцирало некакви промени во овој однос? Сега, ова рековте едно прашање, има 7. Бар толку регистрирав, значи 7 прашања во едно прашање. Да одиме по ред. Најпрвин, што се однесува до Грција. Сакам да зборуваме врз база на факти. Факт е дека Грција гласаше за мене кога бев избран за председател на Генералното собрание на Обединените нации. А имавме и тогаш конфликт. Околу името и резолуциите и целата историја знаеме, да не ја повторуваме. И факт е дека бев избран како представник на Македонија за председател на Генерално собрание едногласно. У овие 70 години се избрани 70 председатели на Генерално собрание. На една рака на прсти може да изброите колку добиле едногласна подршка од целото членство, меѓу нив и јас. А тоа не се очекуваше. Барем се очекуваше, на пример, Грција да гласа против. Значи, Грција крајно коректно се однесуваше во тој случај. Тоа е едно. Второ, и сега, како кандидат, чувствувам дека Грција крајно коректно се однесува. На повеќе состаноци бев, изборував во улога на кандидат, со присуство на највисоки представници на Грција, кои крајно коректно се однесува. Дури, кога го завршив излагањето, што го прикажувате вечера овде, хирингот, така наречен во Генерално собрание, меѓу оние амбасадори што ми честитаа на излагањето, беше и грчкиот. Што значи, во тој дел се е чисто и коректно. Што се однесува до самиот проблем, тоа не можеме да го криеме под килим. Сериозен е проблемот, знаеме какви димензии има и какви импликации по Македонија, што значи треба и сигурно сме заинтересирани што поскоро да се затвори тоа прашање, а само може да се затвори преку преговори на легитимните представници на Македонија и Грција.
Обединетите нации тука само имаат посредничка улога. Нити можат, нити смеат ништо да диктираат. Ниту па некој друг преку Обединетите нации да диктира. Она што ќе го договорат Македонија и Грција, тоа треба да биде легитимното решение и јас сум сигурен дека ако мене ме изберат како генерален секретар, дека тој избор само ќе има една позитивна синергија врз решавање на проблемот, а тоа е од витален интерес и за нас, а би рекол и за нив. За да дојде до тоа, најдобар пат е овој што е сега избран. Нашите министри за надворешни работи постојано разговараат со цел да изградат систем на мерки на взаимна доверба. Без таков систем на мерки на взаимна доверба, такво едно прашање тешко може да се реши и мислам дека тоа е добриот пат и дека тука Обединетите нации можат само да помогнат во формулирањето на таков еден систем, во понудата на платформа која после тоа ќе доведе и до конечен расплет на оваа драма која предолго трае и која нам ни штети како држава и според тоа и како општество и како луѓе. Верувате ли дека Македонија има доволен број на искрени пријатели на евроатлантскиот пат? Видите, да ви кажам, илузија е да зборуваме за искрени пријатели кога станува збор за дипломатија. Во дипломатијата и во политиката нема искрени и неискрени пријатели. Пред се тоа е една и контрадикција. Кога се вика пријател или е пријател или не е пријател, не може да биде искрен или неискрен. Тоа е едно. Второ, тука не треба да се бараат пријатели, туку треба да се бараат партнери. А секое партнерство почива врз интереси. Ние мораме... Молам? Имаме ли такви партнери? Имаме. Имаме и мислам дека со тие партнери заедно и со нивна поддршка може да се реши, али како што реков пред се во директен договор и разговор, диалог меѓу Скопје и Атина и потоа да стапат на сцена и тие партнери. Не треба да забораваме дека во Советот за безбедност, а тамо треба да се реши, конечно, седат 5 постојани членки. И секоја од нив има свој интерес и свој гледање. Уметноста е да ги доведеме сите на заеднички именител, сите 5. Мислам дека и тоа е можно, ништо не е невозможно, па ни тоа. И кога ќе ги доведеме на заеднички именител, а врз база на претходно јасен договор меѓу нас и Грција, мислам дека тоа прашање ќе се реши. А генералниот секретар е тука, кој год да е, па и јас, да биде во служба на тоа. Не тој да носи решенија, не тој да диктира било што, туку во служба на решение на самиот проблем. И ја нормално сум најголемо задоволство тоа ќе го сторам, затоа меѓу другото, затоа што се работи за мојата држава. Господине Керим, јас ви благодарам за гостувањето, за тоа што одвоивте време да учествувате во отвореното студио на телевизија Нова. Ви посакувам се најдобро и на приватен план и во однос на вашата кандидатура за генерален секретар во круговите на гласање кои што следуваат во Обединетите нации. Ви благодарам што дојдовте. Ја ви благодарам вас што ме поканивте, а им благодарам и на вашите гледачи што имаат трпение да не следат и слушаат оваа вечер. Почитувани гледачи, тоа беше се од разговорот со господинот Срđan Керим, македонски кандидат за генерален секретар во Обединетите нации. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следи информативниот блок на телевизија Нова со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Ви благодарам.